Парламентот вчера ги изгласа измените на Законот за облигациони односи и Законот за извршување во делот на наплатата на каматите и постапка во извршување. Ова е огромно олеснување за илјадници граѓани и компании и ова значи дека казнената камата нема да биде поголема од долгот. Дополнително се скратува рокот за застареност од 10 на 5 години. Како на оваа измена гледаат граѓаните? Да ви кажам една работа. Повеќе за них зима, не го задржават. Тоа е супер работа. Конечно, да нешто добро чувам од вас. Добро е дошло, ако се оствари нешто. Па добро е. Добро е, па извршителите се на најголемите милиардери. Највеќе пари они земаат. Кои, гледаш, куки кој купува куки, станови они купуваат. Од граѓанското здружение Стоп за извршителите, донесувањето на новиот закон го коментираат на следниот начин. Ова сега што е најново, исто така е многу важно, бидејќи висината на каматата не смее да го премине долго, што ете и самиот момент за застарување, и многу важно да поменам, има ретроактивно дејство, значи за сите, тоа е во член 4, за сите, значи веќе извршување што се постапки што се во тек, важи. Значи и да е постапката во тек и за неа важи. Тоа е момент на ретроактивност. Така да сметам дека има позитивни, се движи кон некои позитивни промени во контекста должничкото ропство. Паралелно со истите законски измени, ставен е крај и на енормно високите трошоци кои досега финансиските друштва, познати како продавници за брзи пари, им ги пресметуваа на граѓаните. Од сега вкупните трошоци за земен брз кредит не може да бидат поголеми од 60% од кредитот. На овој начин се прекинува праксата кога во земен кредит од 10.000 граѓаните враќаа и по 70.000 денари.